Денеска на празникот Свети Трифун ја негуваме традицијата, нашата култура во делот на една од нашите најдобри или најголеми земјоделски култури, тоа е лозаропроизводството. По оваа традиција, ова нега и ова одбележување на овој празник значи дека даваме почит на нашите вредни земјоделци, нашите лозари кои што произведуваат квалитетно винско грозје, а нашите винарски визби прават квалитетно македонско вино кое што не само на домашниот пазар, него и надвор од нашите граници е сериозен амбасадор и представник на нашата култура, традиција и нашиот квалитет кој што го произведуваме. Како влада и како министерство остануваме посветени да ги поддржуваме, да поддржуваме оваа гранка, заедно да градиме просперитет, да имаме конкурентност, модернизација на секторот, за да го развиваме во наредните години да имаме уште поголема продукција на оваа битна земјоделска култура. На крајот сакам да посакам здравје, берекет, да имаме родни лозови насади, да имаме плодни овоштарници, да биде берекет на годината, здрави да бидат лозовите насади, а нашите земјоделци да го добијат вреднувањето на нивниот труд, односно да има добар род и добра цена кој што ќе значи сериозен приход за нивните семејства. Изминативе денови слушам дека опозицијата, служејќи се со лаги и со манипулации, ги одбра сега земјоделците да шири невистини во јавноста, со наводно кратење на субвенциите и така натака, дека имаме сериозно кратење од 40 милиони евра, што апсолутно го отфрлам во старт и е неточно. Како опозиција во една безидена ситуација одбираат тема која што ќе биде нивна дневна политика, која што нажалост е прочитана. Зошто е прочитана? Затоа што таа гарнитура имаше можност од 7 години практицирање власт да покаже што знае и умее, а гледаме дека во земјоделскиот сектор нанесува сериозна штета и сериозно назадување во земјоделскиот сектор и со пат на продукција и во делот на финансиската поддршка која што ја дава како влада, и затоа денеска се опозиција. За разлика од тогаш, денеска имаме една сериозна поддршка, навремена поддршка и реформи во земјоделскиот сектор кои што ќе значат сериозно зголемување на продукцијата во земјоделскиот сектор. Она што е новина можеби во програмата за 2026 година, имаме една јасна распределба, а тоа е дека приоритет ќе добијат вистинските земјоделци, оние кои што екзистираат во земјоделство, затоа што изминатите години се воочени така наречени ловци на субвенции кои што не обработуваат земјоделска површина, а сакаат да бидат корисници на субвенции. Ова сметам дека не е ниту фер према вистинските земјоделци, меѓутоа не е ни на некој начин законски да се користат средства кон некој што не обработува. Затоа оваа година најавуваме дека ќе имаме сериозна контрола на терен, затоа што во ваква една контрола ќе значи дека вистинските пари, односно парите од државата кои што ги дава, ќе се насочуваат према лозарите, кои што се многу важни за нашата економија и за нашата рурална средина. Така да наредниот период, колку и да се обидуваат да изнесуваат лаги и невистини, мислам дека треба да бидат прочитани. Во однос на површината која што ја споменавте, во новата програма минималната површина се предвидува да биде 0,5 хектари за да бидеме корисници на земјоделските субвенции, односно оваа програма која што ја воведовме. Зошто е тоа направено? Затоа што сакаме овој сектор уште толку да го зголемиме за да имаме уште поголема продукција на вински сорти на грозје, кој што ќе произведеме квалитетно македонско вино, кој што ќе го продадеме надвор од нашите граници, а ќе биде сериозен девизен прилив за нашата економија. Знаете дека минатата година премиерот, Министерството за земјоделство направи сериозен ангажман во делот на навремено снабдување со вода на лозовите насади. Реколта тежеше над 120 милиони килограми, за разлика од 2024 година, каде што имавме берба околу 65, односно собствената околу 85 милиони килограми, што е сериозен прогрес. Нашата политика и посветеност ќе останеме да практицираме на дело. Ние сме власт која што на вистина земјоделскиот сектор го става во приоритетите. Не само министерството, него и премиерот и во целина владата, така да опозицијата може да изнесе лаги колку сака, меѓутоа ние ќе продолжиме со една сериозна поддршка. Како влада, како министерство, платежната агенција со новиот менеџерски тим работи во делот на сите оние отклонувања на забелешки кои што беа нотирани и очекувам дека многу брзо ќе имаме нормално функционирање на агенцијата. Тоа значи дека и во моментов агенцијата работи нормално со своите тековни плаќања во делот на субвенциите и она што значи работа по однос на ИПАРТ апликациите. Некои земјоделци добија пари од субвенции за оваа година. Колку вкупно пари Министерството за земјоделие даде оваа година? Веднаш по носењето на програмата, веќе некако традиционално пред празникот Свети Трифун, во текот на вчерашниот ден се исплатени субвенциите према лозарите. Се работи за некаде над 12.500 лозари кои што ги имаме во нашиот регистар. Исплатени се средства во висина од околу 480 милиони денари, односно речиси 8 милиони евра се легнати на сметките на лозарите. Оваа поддршка значи дека лозарите ќе имаат средства да влезат во новата производна сезона, која што ќе значи припрема на лозовите
се насади за наредната берба. Веќе во текот на наредната недела, почетокот на наредната недела, ќе бидат исплатени и овоштарите кои што се заедно со лозарите во пакет. Таму некаде над 200 милиони денари ќе бидат исплатени, односно оваа категорија лозари и овоштари ќе бидат подмирени веќе на почетокот на годината. Тоа значи дека нашата поддршка, која што не е декларативна, не е само на зборови, него практично и се сведува на реализација, ќе продолжиме во наредниот период да ги исплаќаме и останатите субвенции кои што се согласно годишната програма. Ова го правиме затоа што навистина, повторувам, декларативно со дела покажуваме дека македонскиот аграр навистина заслужува сериозна поддршка, не како во минатото повеќе на зборови, него повеќе на дела. Така да, она што ќе следи е интензивна работа во делот на земјоделскиот сектор, навистина да го враќаме квантитетот на македонското производство на пиедесталот.